Драги сограѓани, почитувана јавност, Левица предлага воведување на максимален износ за кири или, народно речено, Левица предлага ограничување на кири. Со измените во Законот за домување предлагаме воведување на максимална граница за изнајмување на станови на месечно ниво. Законодавецот вешто во овој момент во Законот има предвидено минимална граница за изнајмување на станот, која изнесува 1/12 од 2% од станот. Тоа би значило негде за станот 100.000 евра, тоа значи минимална закупнина од 166 евра. Левица предлага воведување на максимална граница и тоа во износ од 3% од вредноста на станот, што би значило дека за истиот стан максималната вредност би била негде 250 евра. Ова го предлагаме од две причини. Прво, во комуникација со студентски организации и студентски представници, заклучено е дека бројот на леглата студентски во Скопје е на алармантно ниво. Ако 2020 тој бил 4000 легла, сега е речиси 2000 легла. Овој проблем нема да се санира скоро и во комуникација со студентските организации дојдовме до заклучок дека санирање општествено на овој проблем е потребно. Една од овие санации кои можеме да ги предложиме е токму ова, а тоа е ограничување на износот за изнајмување на кириите. Во друга страна, ова во Европа веќе го има како пракса, има многу држави кои имаат креативни решенија за ограничување на можноста за рентање на станови, па така Холандија има ограничување на можноста за покачување на закупнината, Германија има конкретно вакво ограничување со горна граница како ние што предлагаме, така да сакаме да посочиме на тоа дека Македонија е социјална држава, освен студентите со овој проблем се соочуваат самохрани родители, се соочуваат работници од внатрешнината на Македонија и едноставно заради карактеристиката на Македонија како социјална држава, овој проблем мора да се санира на вистински начин, а не изнајмувањето станови да представува одреден бизнис. Сакаме да потенцираме дека и на универзитетите има нови давачки, нови нерационални давачки, така е со универзитетот УКИМ кој сега на студентите им предвидува нови 5000 денари давачки, така да во склоп на целиот овој контекст ние го предлагаме овој закон по скратена постапка, затоа што не е сложен и обемен законот и бараме поддршка од сите пратенички групи за него. Дали има прашање? Ако ве разбрав за знамето, велите за тоа што го ставивме во интерпелацијата, затоа што ние имавме една од точките во интерпелацијата беше неправилното користење на знамето, така да ние за тоа изреагиравме просто. А за Силјановска, да. Значи, нашиот став беше дека едноставно Силјановска со ваквите потези, наместо председател на државата, се става во позиција на пиун во великобугарската игра против македонските интереси. Сметаме дека не треба да се правиме будали, нити не треба да се правиме мали деца. Намерно е изоставено македонското знаме од таму, затоа што тоа е порака која бугарскиот државен врв нас ни ја праќа. Едноставно гледаме дека македонската председателка и македонскиот кабинет на председателката едноставно уште не може да се освести и да свати дека треба да ги штити македонските интереси пред се, а не нешто друго. Така да повторно, значи нашиот став е дека Силјановска сега едноставно учествува во играта која се игра против Македонија веќе долго време. Едноставно ќе го поддржиме, тоа е тоа. Да, и уште едно ќе кажеме, многу интересно како за задолжувањето све помина низ комисиите како што треба, за законот за бранители не помина, така да едноставно ВМРО ДПМН треба да се освести и да ги искористи сите механизми кои се на располагање за да се донесе овој закон. Имаме реакција во однос на тоа дека едноставно МВР е ставено во служба на партиски интереси и едноставно не ги штити граѓаните, туку партиските интереси какви и да биле. Ви благодарам многу.